Од 6.000 до 7.000 евра глоба за непријавен работник. Борбата против работување на црно која ја најавија Министерството за труд и социјална политика и Државниот инспекторат за труд ќе биде немилосрдна. Драстично намалениот број на затекнати непријавени случаи не е доволен за министерот Ристовски. Без компромиси ќе ги брани правата на работниците, истовремено почитувајќи ги интересите на работодавачите. Според законот, ако инспекторот исто така, значи ова е новина, доколку инспекторот затекне на работа кај работодавач лице со кое не е заснован работен однос и лицето не е пријавено во задолжително социјално осигурување, со решение ќе му нареди на работодавачот да го пријави лицето во рок од 15 дена, да заснова работен однос и да му исплати надомест во висина од 3 просечни бруто плати објавени во тековниот месец. Доколку работодавачот не постапи по ова, решението на инспекторатот ќе се донесе во насока на времено решение за забрана на работата во работната просторија на работодавачот во трајање од 15 дена или популарно соодветниот работодавач, односно неговите работни простории ќе бидат пломбирани. Доколку и во овој случај работодавачот не ги отстрани утврдените незаконитости, следува времено решение за забрана на работа во трајање од 60 дена, односно се пломбира работната просторија. Сепак, основната цел на измените на законот се да се делува превентивно и да се влијае во намалувањето на сивата економија. Во 2011 година извршени се 24.513 надзори во областа на работните односи. Постапувано е по повеќе од 1257 барања на работниците за заштита на нивните права. Затекнати биле 993 непријавени, а Државниот инспекторат за труд поднесе 609 барања за поведување на прекршочна постапка од областа на работните односи. Контролата во 2012 година ќе биде помасовна.